Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Струмица изразува загриженост поради неподносливото задолжување кое го практикува владата на Никола Груевски и задолжувањето на идните генерации кое станува секојдневие на граѓаните во Република Македонија. Во рок од една година, владата позајми над 700 милиони евра на дворешни пари и тоа 220 милиони евра од кредитната линија на ММФ, уште 70 милиони евра од фондот од специјалните права на влечење, 130 милиони евра од Ситибанк и Дојче Банк, дополнителни 250 милиони евра од Дојче Банк и 50 милиони евра од Светската банка. Но ништо не видовме од тие пари. Наместо да се прават инвестиции кои се од значење за сите граѓани, најголем дел од позајмените пари се трошат за тековните потреби на државата, односно се трошат за плати, за пензии, субвенции и социјални трансфери. Нема капитални проекти во енергетиката, ниту во здравството, ниту во инфраструктурата. Владата тера по свое, народните избраници никој не ги слуша. Покрај одбивањето на амандманот за гасификација на Куклишкото поле, одбиени беа и поднесените амандмани од страна на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз од Струмица за изградба на патните правци Струмица Радовиш, Струмица Водоча Велуса и патниот правец Попчево Рич. Иако со инвестирање во овие патни правци ќе се придонесеше за подобрување на животот и развојот на економијата во Струмичкиот регион, иако ова ќе значише побрз влез на странски капитал, отварање на нови работни места и покачување на животниот стандард, владата на ВМРО ДПМНЕ ги одби амандманите по кој знае кој пат, покажувајќи дека нема слух за потребите на струмичани. Впрочем, се што беше предложено за Струмица, истото почитувани беше и одбиено. Господа од власта, минималната потрошувачка кошница за едно 4-члено домаќинство за месец април изнесува 31.370 денари. Знаете ли, почитувани, колку работнички семејства водат достоинствен живот со вашата минимална плата која изнесува 8.050 денари месечно? Знаете ли воопшто дека вашите непродуктивни трошења за плажите, врбите, галиите и коњите не им помагаат на граѓаните да го преживеат месецот? Имате ли представа како живее обичниот граѓанин во Република Македонија? И за крај, денес Министерството за финансии, веројатно, повторно ќе не задолжи со записи за нови 15,5 милиони евра. Епа нека ние со среќа. Благодарам.